Додека сме на темите поврзани со Охрид, капетанијата, па сега и ова, во Охрид, за време на отвореното студио, најпопуларен лик на 1ТВ дефинитивно беше Сергеј Варошлија и затоа денес одлучив да биде и гостин во студио 1. Сергеј, здраво. Здраво, Владко. Овде уште на старт да кажеме дека нема да го прескокнеме оној блок мода, во кој што ти ќе го имаш својот збор, но денес и овде за тој дел во Охрид. Така е. Очекуваше ли да се случи сето тоа? Бидејќи еве за оние кои што не знаат, додека ние се подготвувавме за старт на отвореното студио, Сергеј имаше по 20-30 слики со најразлични девојки и момци. За потоа, кога ќе почне студио 1, Сергеј повторно да има фотографии. Изненаден беше? Бев изненаден од аспект на начинот на кој што ми приидоа и количината на така наречени фанови. Не можам да кажам дека го очекував истото, нити не можам да кажам дека не сум го очекувал. Имам позади себе кариера голема, познат ми е тој феномен, меѓутоа во 21 век во свет на интернет, на социјални медиуми, дефинитивно тоа е многу повеќе експонирано. Бев многу позитивно изненаден, дури на моменти избунет. Меѓутоа сите луѓе што ми приидоа, сите беа многу фини, со многу љубезен пристап, многу кул деца, така да ми изненади пријатно од еден друг аспект на нивната култура и на воспитување и дека ме третираат од една страна како една мерна единица која што е вредна за да им даде некаков си совет апропо нивниот изглед или мислење или како и да е. Што најчесто ги интересираше младите? Па освен тоа што сакаат да се изфотографираат со мене или да кажам некои реплики што ги кажувам во делот за мода, што им се смешни или им се веќе познати, сакаат да слушнат и мислење што мислам, како изгледаат или што треба да променат на самите себе си, што би коригирале. Всушност, прашање во живо што ги добивам и на Инстаграм профилот или на Фејсбукот ми ги поставува во живо тет-а-тет, што би се рекло, да им кажам како да го уредат нивниот Инстаграм профил, дали патиките, косата, чевлите, секој со својата проблематика, како да ја третираат косата, шминката, за стилот, буквално креативни, конструктивни прашања, бидејќи ја сакам паметни прашања, не сакам глупави прашања. Бидејќи ова е навистина прва прилика во која што јас и ти разговараме после тој отворен сетап во Охрид, обично различни ни беа задачите, па не се погодувавме, нели, да разговараме барем на оваа тема. Освен млади тинејџери и тинејџерки, ти приоѓа од оно што можев да забележам и повозрастни господи. Апсолутно, да. Имаше ли случаи во кои што некој од нив можеби ти реагираше несоодветно или пак што е оно што тие сакаа да го добијат од тебе како одговор? Групата што ми приуѓаше буквално беа од 7 до 77 години, што е за мене апсолутно супер, заради тоа што секој сака да добие некакво си мислење од личност која што е, вака медиумски експонирана или има вакво влијание во моменталната општествена структура по тоа прашање на мода и на воспитување и на етика и на морал и на култура и на такви работи, заради тоа што мислам по сите тие сегменти дека имаме малку и недостаток на култура. Немав непријатно, немав негативно искуство, повеќе или помалку и имаше неколку случаи што веќе ги имав негативно искритикувано и тоа буквално оштро, што ми приидоа и рекоа дека кога веќе во првиот момент дека биле изреволтирани и биле збунети, меѓутоа дека кога размислиле или кога проанализирале или кога ги погледнале повеќето од моите изданија, дека сватиле дека сум во право, приидоа, ме послушаа и рекоа дека е тоа така и дека ги тргнат тие фотографии, дека ќе го подобрат својот стил, дека сум како и да е во право и тоа е усуштината, целта на моето секојдневно појавување на камерите, да биде конструктивно издржано, да биде од друга страна забавно, заради тоа што низ таа забава веројатно луѓето ќе те примат и ќе те перцепираат и евентуално кога ќе те гледаат, ќе почнат и да те слушаат, бидејќи ние како менталитет сме малку, да не речам, не прифаќаме доволно. Така е, не сакаме да слушнеме вистината, поготово на еден директен
начин. И луѓето кај нас, за жал, во секоја сфера и во секој сегмент, ако слушнат нешто што лично нив не им се допаѓа, они тоа го сваќаат како атак, или како хейт, или како говор на омраза. А во тој случај, јас, во мојот случај, кога се станува збор за модата и тие работи, сум тие што знаат зашто сум компетентен, меѓутоа никога јас лично не навредувам. Да, а што се Нити случуваше имам, на улиците кога го посетивте центарот на градот, па делевте билети со Лила? Со Лила у тандем кога се оди, заради тоа што Лила е исто така едно телевизиско лице што ја има таа кариера богата позади себе повеќе од 25 години, мојата кариера исто така голема, меѓутоа секогаш била позади камерите, иако јас сум бил експониран на камера, меѓутоа како гостин. Сега прв пат сум телевизиско лице и прв пат имам едно вакво представување. И буквално се случуваше стампедо, хистерија од луѓе, од фанови кои што сакаа да не видат заедно, не доживеа како еден пакет, зашто бевме како промотори на концертот на Марија Шерифовиќ, така да им беше многу интересно да го споделат времето со нас и да се фотографираат, и им беше многу забавно, а притоа и нас не беше забавно. Да. Сергеј, кога не би биле колеги, јас навистина повторно би те викнал во студио 1 да бидеш гостин, бидејќи ти си телевизиско лице кое што во моментов можеби и едно од најзборуваните во Македонија. Било тоа да се негативни или позитивни коментари, за оние што не знаат, Сергеј Варошлија трпи многу критика. Апсолутно. Иако кога тој критикува, не секој знае да слуша. Така е. Од една страна ги имаме тие луѓе кои што ќе го споделат целата љубов и љубезност и воспитување и култура и ќе го прифатат тоа на еден буквално перфектен начин, меѓутоа од друга страна има една таргетна, не е тоа таргетна група, има една публика која што не сака да слушне или која што има отпор едноставно према нечи лик или нечи талент или нечи медиумско експонирање. И не сум само јас, тоа е на светско ниво така и треба да биде. Многу јавни личности и од Балканот и од светот не се сакани од секого. Не може, не би било во ред кога сите бите сакале. Значи мора да има една група која што те сака и те поддржува, мора да има една група која што те критикува на најстрашен можен начин. Тоа се случува секаде у светот и големите звезди, освен што се заблагодаруваат на фановите, на тие што ги поддржуваат, они секогаш се заблагодаруваат и на хејтерите, на тие што ги критикуваат заради тоа што таа група што те тера да бидеш подобар. У суштина. Јас сум благодарен на тие што ме сакаат и ме поддржуваат, меѓутоа уште сум им поблагодарен на оние што го прават спротивното, заради тоа што така се прави еден баланс и како што ги кажам, све во животот и во универзумот е црно и бело, така да и во ова мора да ги има и двата света. Мораме да се научиме да ги склопиме. Што би им одговорил на оние кои што велат, бидејќи има и такви коментари, кои што велат Сергеј пикира млади девојки од Инстаграм за да ги, како што рече ти, хејта? Што јас не би се согласил, но еве прво јас не пикирам никого. Јас ги пикирам нашите јавни личности. Тоа е мој избор. Меѓутоа што се случува до анонимни девојки кои се крстуваат себе си дека се модни блогерки, дека се инфлуенсерки, сакаат да се бават со мода, предлози од луѓе што ги добивам да ги анализирам стиловите нивни, некој сака сам себе си да биде изанализиран, па дури негативно. Тоа се рандом фотографии кои јас ги добивам кај мене на Инстаграм или на Фејсбук и ги покажувам во делот за мода. Сега тука се случува да се погоди лик кој што можеби е ќерка или е син на моја другарка, познаник, пријател или е нечи кум, Македонија, Скопје, се мали места. Се случува и малолетници да улетат, меѓутоа треба да сватат гледачите една работа, дека тоа што го зборувавме, полисите за социјални медиуми апсолутно дозволуваат кога фотографијата е јавно постирана на кој да е социјален медиум, дека таја веќе не е нити во моја, нити во твоја, нити во било чива собственост. Дури и ако јас, еве на пример тебе ти пратам моја фотографија на Вибер, таа веќе не е во моја собственост, заради тоа што тоа е отидено вирално. И се додека јас лично не атакувам некого
и не му посакам нешто лошо, не го навредам по вера, не го навредам по сексуална ориентација, не го навредам по политички, не го навредам како и да е личноста не му атакувам, тогаш имам апсолутно право да го правам истото. Значи има агенција која што го прати и го следи сето тоа. А доколку кажам јас дека твоето или нечие сако, или нечи фустан личи на крпа, или личи на партал, или дека треба да се фрли у ѓубре, или дека чевлите не ти одговараат со саатот, или дека косата ти е изгорена. Значи, тоа се тие сегменти кои со твојот лик, односно со конкретниот лик кој искритикува, немаат никаква апсолутна врска и заради тоа доаѓаме до моментот кога се јавувале луѓе и сакале да покренат некакви си тужби или што и да е, меѓутоа сватиле дека имаше една тужба која што јавно и забележав ја прочита во Охрид. Да, тоа се имало повеќе тужби, меѓутоа на крајот од денот они ќе сватат дека ништо нема да добијат со тоа заради тоа што нема основа. Повторно ќе кажам, полицата за социјални медиуми го дозволува истото дека таа фотографија кога е јавно експонирана не е више во ничија сопственост, нити треба јас да добијам дозвола од некого за да го критикувам. Тоа е апсолутно една небулоза. Да, овде ќе се надоврзам со еден случај кога фотографија од бебе од САД е искористена во Јапонија за маркетинг цели, па семејството на бебето тужи, меѓутоа го губи случајот бидејќи фотографијата на бебето веќе била на социјалните мрежи. А ние веројатно допрва ќе треба да го градиме тој простор каде што критиките ќе се трпат и нема да се сваќаат како говор на омраза. Така е. Напротив. А од друга страна јас го поставувам прашањето како теорија и како теза, што е па со сите оние што мене па лично тоа се веќе критики на хейтови, кога ти посакуваат неубави работи, ти посакуваат смрт, ти претат и тоа го прават исто на социјални медиуми. Се прашуваат каде се агенциите за заштита на податоци, во мојот случај, каде се тогаш, каде е мојот идентитет, затоа што јас сум атакуван лично, како личност, ме вреѓаат по секоја основа. А јас ги вреѓам, не ги вреѓам, него ги критикувам како изгледаат. Значи, од една страна они викаат како можам тоа јас да го правам, а они го прават тоа у суштина што јас не го правам и не треба никој да го прави. Веројатно и по ова гостување во студио 1 повторно ќе има коментари. Ќе има коментари, меѓутоа свесен сум и каде живееме и во каква држава и на какво место и знаеме колку народот е, па да го искористам вистинскиот збор, малку и тупав. И не сака да ги гледа работите на голема слика, не сака да ги гледа работите дека станува збор за една здрава критика, пред се ова е шоу бизнис, ова јас што го работам. Светот е обседнат со мода, модата е присутна у секој сегмент, модата се испреплетува со уметноста, тие две работи не можеме да ги раздвоиме. И би сакал да од една страна ми е драго што постојат тие две паралели црно-белио а уште повеќе ми е драго што има една многу млада генерација на деца и на луѓе кои го сваќаат на вистинскиот начин. Заради тоа ќе се повикам на тоа дека младите ја градат иднината. Јас верувам дека во оваа држава колку и да имаме ограничени луѓе, дека има една млада група на луѓе која што се визионери, ги сваќаат работите на вистински начин и евентуално тековно ќе бидат променети. Освен ова, во Охрид имавте и други активности. Така. Конкретно дел од некоја твоја активност, што би... Например, нуркањето, она што доправа треба да го видиме, што го најавија. Да, тоа имавме, значи заедно со Лила ги проаѓавме тие 7 дена во Охрид и приватно, нормално. Морам да кажам дека толку не сум се забавувал, не памтам од кога. Лила е фантастична, таква е каква што е влијателна заради... Прв пат нуркавте? Прв пат нуркавме, меѓутоа целото време што го поминував со неизе, кога некој би имал малку прилика да ја има Лила толку покрај себе, ќе свати зошто е она толку битна и зошто е она толку инфлуентна на секој поле. Лила буквално отвара златни порти.
Само со поглед и со збор. Затоа јас викам ни беше лилесто цело време го користам тој термин. А во случајот на нуркањето јас мислев во еден момент дека ќе се удавам затоа што се смеев под вода. Меѓутоа не сакам многу да откривам за нуркањето, да нуркавме заради тоа што тоа е еден прилог кој ќе оди во теков на неделава. Имавме одличен инструктор кој одлично не спроведе и над вода и под вода и не извади назад. Си поминавме супер навечер, се шетавме, се забавувавме. Сергеј, а со Лила кога комуницирате, кога ја критикуваш, без разлика дали позитивно или негативно, се лути? Лила? Да. Лила ја сакам и ја почитувам заради тоа што првенствено бидејќи ја познавам повеќе од 25 години. Лила и ден денеска е тип на човек кој што ако погреши во што и да е, и ако и се каже, она буквално ќе го коригира истото. И заради тоа имам огромен респект и заради тоа кај Лила грешките скоро и да веќе не постојат. Сите ние грешиме и јас ќе погрешам од некаков си аспект во некој сектор кој не ми е познат. Меѓутоа, ако човек кој што ме посочи и ме искритикува дека не треба да го правам тоа, јас ќе гледам да го коригирам. Така да затоа Лила не се лути, бидејќи ретко ја критикувам, а и кога би ја искритикувал, не мислам, него сигурен сум дека она ќе го направи тоа, ќе го коригира кај себе и ќе го направи буквално како што треба. Да. За крај, пред да го завршиме разговорот, што би им порачал на сите оние кои што упатуваат и закани? Како да научат да ги слушаат критиките? Па знаеш како, Владко, не можеш на некого да му кажеш да го прави ова или она. Повторно сите ќе си постапат онака како што им налага воспитувањето и културата. Што се подразбира по стил на живење? Стил на живење не е само да се облечеме добро и да се дотераме. Стил на живење пред се подразбира едни манири, подразбира една култура, подразбира едно воспитување, подразбира една етика, еден морал кој што е на едно повисоко ниво. Тоа само дава една слика многу добра општествена. Јас не можам да им кажам на луѓето дека наместо кога одат во теретана или кога вежбаат, не е битно дали се машки или женски, само да им посочам нека ја фатат справата за мозок, што веројатно е најефтината, а најмалку користената, една книга. Се ангажираш на социјалните мрежи да одговараш на сите оние кои што коментираат или Немам, не потребно е. Так. Немам живци, јас тековно ќе извадам некаков си коментар или некаква критика и ќе ја прочитам и ќе ја кажам, меѓутоа како што вадам дел од позитивните критики, така ќе извадам дел и од негативните критики. Нити бегам од нив, ги оставам коментарите, сите негативни коментари и на Инстаграмот и на Фејсбукот од проста причина што тоа е реалната слика и да се види што да се види што е негативна критика, да се види што е хејт, да се види што е говор на омраза. Буквално тековно ќе се вистината ќе исплови. Така, Сергеј, ти благодарам. Благодарам на што тебе. одвои време и во студио 1 како гостин за потоа, нели? Следува блокот мода Така. во кој што и денес ке. Ти благодарам и на тебе за вниманието и се гледаме секојдневно како Така. да е. Се гледаме подоцна всушност. Така. Почитувани, одиме со една кратка пауза и се враќаме со информациите од Македонија и светот.